Кој имаше корист да ги втурне граѓаните во политичка криза? Праша денеска Драган Данев од ВМРО ДПМН во продолжението на конститутивната седница на Собранието. По мотивирана партија од СДСМ нема и граѓаните веќе бараат решение за оваа криза на улица и бараат да се врати власта и легитимитетот на ова собрание кај нив и тие со својот глас да одлучат на кого ќе доверат иднината на себе и своите внуци во следните 4 години. Дали на тие што заговараат и преговараат бинационална и потоа федерална држава или на тие што работеа и работат на унитарна и економски просперитетна Република Македонија, додаде Данев. Judicial Watch го тужи американскиот Стейт Департмент USAID организациите на Џорџ Сорос, кои во соработка со Стейт Департментот, амбасадорот Джейс Бейли и USAID од администрацијата на американскиот претседател Барак Обама насочија широкопојасна дестабилизација против владата и народот на Македонија, изјави Вилијам Маршал, виш инспектор на американската организација Judicial Watch. Judicial Watch, додава Маршал, побара од Стейт Департментот и USAID преку актот за слободен информации да ги објави на јавноста нивната финансиска поддршка и учеството во напорите на Сорос да ја дестабилизира Македонија и да ги подрие низините демократски избрани лидери, користејќи дипломати како Джейс Бейли. USAID, кои наводно користат пари од даночните обврзници на САД со цел да помогнат на земјите од светот, наводно имаат дадено околу $5 милиони во Македонија во периодот меѓу 2012 и 2016 година, а ова е само мал дел од целината, истакнува американскиот истражувач и виш инспектор на оваа престижна организација. Напаѓачот што застрела полицаец во Париз е идентификуван според документите што ги оставил во автомобилот, а француските власти сепак не го објавуваат неговото име. Според медиумите станува збор за 39 годишник познат на полицијата како потенцијален исламистички радикал. Од почетокот конфликтни се информациите дали станува збор за разузнавачки пропуст. Белгија вчера и доставила налог за апсење на маж кој тргнал кон Франција, но бараното лице доброволно се јавило во полициска станица во градот Антверпен. Американскиот претседател Доналд Трамп на Твитер напиша дека вчерашниот атентат во Париз ќе има големо влијание врз претседателските избори во Франција. Уште еден терористички напад во Париз, народот на Франција нема уште долго да го трпи ова. Тоа ќе изврши големо влијание врз претседателските избори, анализира Трамп на Твитер. Во недела се одржува првиот круг од претседателските избори во Франција.